Почитувани, 123 функционери криеле имот вреден 30 милиони евра во аферата тајни имоти. Денеска, до Државната комисија за спречување на корупција, ќе доставиме листа од функционери кои се именувани на седница на влада, а не си извршиле својата законска должност да поднесат анкетен лист до антикорупцијска. Очекуваме ДКСК да постапи во однос на сите. Уште еднаш ја повикуваме Државната комисија за спречување на корупција да не влегува во криминал и со антидатирани документи да ги правда функционерите кои не поднеле анкетни листови со месеци и години откако се на функција. Од изнесените информации видовме дека се работи за функционери од кои голем дел поседуваат фирми, луксузни автомобили, станови и куќи. Имотот кој го поседуваат, а не го пријавиле е голем. Истовремено ги повикуваме и Државната комисија за спречување на корупција и владата да престанат да си ја префрлаат топката кој е виновен за тоа што 123 функционери криеле имот вреден 30 милиони евра. ДКСК да почне да се извршува законската должност и да поднесе пријави до сите именувани функционери кои не го дале својот имот на увид. Од друга страна, ја охрабруваме Државната комисија за спречување на корупција да поднесе кривична пријава до јавното обвинителство за владата и дезертерот Ковачевски, за кои тврдат дека не ги информирале за извршените именувања на функционери, иако за тоа комуницирале со скоро сите генерални секретари кои што поминаа на таа позиција. Доколку Државната комисија за спречување на корупција не поднесе кривична пријава за Ковачевски, само ќе потврда дека и тие се дел од системот за криење на имот и дека свесно ги толерирале именуваните функционери и не постапувале по закон. Дополнително, Државната комисија за спречување на корупција по службена должност да побара од Управата за јавни приходи отпочнување на проверка на сите функционери кои не го пријавиле својот имот. Дали за него платиле данок, односно дали е стекнат со легални средства, зошто се крие имот кој е стекнат само на нелегален начин. Ви благодарам за вниманието.